Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешната тема гласи: родители наместо казна, правете го ова. Свесното родителство, наместо да ја поддржува идејата за дисциплина преку казна, во себе ја содржи идејата за придржување кон принципот конекција пред корекција во своето функционирање и за да може овој принцип да се одржи, тој се базира врз 3 столба, а тоа е преговарање, поставување на граници и одржување на природните последици во односот со детето. Во денешното видео ќе зборуваме за природните последици, но пред да почнеме, Шефали им објаснува на родителите најпрво да треба да разбереме родители што значат природните последици во свесното родителство. И тука таа почнува од почеток, им спомнува на родителите дека кога децата доаѓаат на овој свет, тие доаѓаат со цел единствена да го одживеат својот живот. И кога го прават тоа, тие носат одредени последици од своето сопствено живење. Ако, например, детето е перфекциониста, тоа ќе мора да ги сноси последиците од тоа негово однесување. Или пак, ако детето е ниско остварливо, исто така, од таа тенденција детето ќе мора да сноси одредени последици. Или пак да кажеме, ако постојано одложува, или пак детето постојано сака да оди во надпревар со други, сака да претерува во конкуренцијата со другите, тогаш исто така од тие однесувања детето ќе сноси одредени последици. И секој начин на постоење исто така носи своји последици и тие последици многу тешко можат да се контролираат. Затоа најголемата награда за родителот е да му дозволи на сопственото дете да се справува со своите животни последици, или како што вели таа во свесното родителство, таа ги нарекува природни последици. Зошто е тоа така? Затоа што децата најдобро растат, најдобро напредуваат кога учат преку директните причини и ефекти од своите сопствени однесувања или од своите сопствени избори. Најдлабокото учење доаѓа од сопственото искуство. И кога Шефали, значи во својата книга таа пишува, кога тоа им го кажувала на родителите на своето предавање, родителите често пати се согласувале и ќе ја кажале: да, Шефали, значи најдлабокото учење, најдоброто искуство е од сопственото искуство. Најдобро се учи. Меѓутоа таа вели: да, сите ние теориски го знаеме тоа нешто, интелектуално ова вистина ја знаеме, меѓутоа особено во родителствувањето, кога треба да се практикува тоа нешто, ова тенденција ние ја забораваме. Значи, што се случува? Како резултат на тоа што ние во родителствувањето влегуваме со една заблуда дека децата нам ни припаѓаат и дека наша е одговорноста ние да ги правиме изборите за нашите деца и како резултат на тоа и да ги контролираме и последиците од тие избори кои што ги правиме, Шефали ги прашува родителите: родители, замислете колкав товар ние си навлекуваме со таа заблуда во која што веруваме. Наша работа не е да ги контролираме изборите на нашите деца, значи ние да ги правиме нивните избори за нив, а особено и не е наше ние да се соочуваме со нивните последици. Особено тоа да се случува после одредена возраст, како што е после 13-та или 14-та година од животот на нашето дете. Затоа што во одреден момент секој од нас како родител треба да разбереме дека постепено ние како родители ќе се соочиме со потребата да ги ослободуваме уздите или контролата врз животите на нашите деца и да им дозволиме на нашите деца тие да си ја одживеат својата сопствена
песна како што пишува Шефали во својата книга. Значи, и нема тоа да го правиме заради тоа што мислиме дека сме сурови, мислиме, например, тоа ако го направам, ќе бидам негрижлив родител. Туку затоа што знаеме дека преку сопствените искуства најдобро децата можат да го научат. Сопственото искуство, животно искуство е најдобриот учител и за нас, значи преку нашите искуства тоа го знаеме, а исто така и за нашите сопствени деца. И токму поради тоа родителот потребно е да се повлекува од просторот, од личниот простор на своето дете и да му дозволи едноставно природните последици да бидат негови најдобри учители. Например, им објаснува на родителите, ако забележиме дека нашето дете на 16 годишна возраст едноставно не сака да носи домашна работа на училиште. И значи во тој момент ние не мора да му викаме на детето да се мешаме или да го казнуваме. Зошто ние да ја нарушуваме таа врска природна која што треба да постои помеѓу наставникот и помеѓу ученикот? Наставникот е тој кој што треба да ги одмери последиците, а детето е тоа кој што треба да се справи со она што ќе го почувствува во моментот кога наставникот ќе го направи тоа. Значи, детето, например, ако видиме дека не сака да пишува домашна работа, родителот е тој кој што, значи, ако вика, ако казнува, ако се лути, ако му држи лекции на детето, дури и ако влезе во една поголема контрола, едноставно реши да му ја напиши домашната работа на детето, детето што ќе научи во тој момент? Тоа ќе научи дека јас треба да го избегам гневот на мајка ми и на татко ми, а нема да ја научи лекцијата дека јас сум одговорен за моите постапки и за моите однесувања. И кој е свесниот пристап? Свесниот пристап што вели? Тој кажува дека ако детето не ја напише домашната работа, не сака да пишува домашна работа, родителот е тој кој што треба да го препознае тој момент како одговорност на детето, како училишна одговорност, а не како можност да води домашна битка со самото дете. Значи, наместо да ја превзема улогата на контролирач, родителот да дозволи да се случи природната последица. А која е таа? Детето оди на училиште без домашна работа. Наставникот го забележува тоа. Што се случува? Соодветно ја одмерува таа природна последица која што ќе се случи. Дали тоа ќе му даде забелешка, дали ќе му напише помала оценка, дали ќе разговара со него, дали ќе му даде дополнителна задача и така натаму, не е битно. Битно е дека детето ќе може да го чувствува она што значи последица од неговата природна и лична одлука која што донесло, а тоа е неносење на домашна работа на училиште. И кога ова го разговарала со родителите на своите предавања, родителите веднаш скокале и ќе ја прашале. Шефали, а што ако детето на моето дете не му е воопшто гајле за тоа, не му е грижа за тоа? Но Шефали им одговарала, родители, вие не можете да ги натерате вашите деца да се грижат, ниту пак преку казната која што ќе ја направите со вашето дете, ќе го насочите кон тоа нешто. Тоа што ќе предизвика? Само ќе предизвика една огорченост кај вашето дете, спрема вас. И наместо конекција, вие ќе одите во насока на дисконекција со вашето дете. Што значи тоа? Дека и зошто е важно ова? Важно е затоа што треба пред се родителите да бидеме свесни да ја почитуваме таа природна улога која што треба да се случи помеѓу наставникот и помеѓу ученикот. Значи, наставникот е тој кој што треба да ги поставува стандардите кај нашето дете во таквите моменти кога станува збор за пишувањето на домашна работа, а не родителот. Значи, родителот да не дозволи директно да се вмешува во таа природна директна врска помеѓу наставник и дете.
И што се случува? На тој начин, ако му е дозволена на детето да ја оживее природната последица, детето навистина тогаш учи за автентична одговорност. Што значи тоа? Дека детето нема да ја пишува домашната работа заради страф од родителот, туку тоа ќе ја пишува домашната работа затоа што едноставно смета дека тоа е негова одговорност, затоа што сака да ја работи. И заради тоа како детето ќе се чувствува ако не ја напише домашната работа пред наставникот и пред целиот клас, пред останатите ученици во класот. И трета работа е, како што вели Шефали, природната последица дозволува да се одвиваат внатрешните процеси, да има проток на внатрешните процеси кај самото дете. Што значи тоа? Дека детето ќе минува тогаш, ќе му биде дозволено самото да минува низ срам, низ непријатност, низ зачуденост, низ разочарување или низ саморефлексија. И овие чувства се многу битни. Зошто? Затоа што предизвикуваат раз кај детето. Затоа родителите се тие кои што не треба да си дозволат да се мешаат во таа директна врска помеѓу наставник и помеѓу дете кога станува збор за учење на лекции, запишување на домашна работа. Зошто? Затоа што овие чувства создаваат раст кај самото дете. Не се тие негови непријатели. Тие се природни последици кои што создаваат раст и развој кај самото дете. Значи, родителот тука станува и современо и регулатор на самото дете, а не станува негов контролирач. Како? Па кога ќе си дојде од училиште, наместо родителот да биде луд и да го контролира детето, може да го праша. Денеска, што се случи? Дали наставникот забележа дека не носиш домашна работа? Ако забележа, тогаш како се чувствуваше ти во таквиот момент? Или пак може да го праша, што мислиш од сега за утре? Како ќе постапуваш? Откако се случи тоа и тоа со наставникот. Значи, родителите навистина самите треба да разберат дека најдобрите учители за децата се природните последици во нивниот живот. На многу подлабок начин, на многу поефикасен начин од било кој друг родител, значи од нас, како родители, природните последици ќе го научат детето на одговорност. Зошто? Затоа што природната последица ја носи одговорноста точно таму каде што треба да оди. А тоа е точно, значи, местото на природната последица во овој случај е токму кај детето. И затоа на детето да не му се потребни други лекции од страна на родителите, туку едноставно да ја доживее само природната лекција. Затоа што таа е најдобрата лекција која што може детето да ја научи за да може исправно да делува во следните чекори од својот живот. Меѓутоа, за да се случи тоа, Шефали им објасна на родителите, вели родители, вие мора да се тргнете од вашето родителско его и да им дозволите на вашите деца сами тие да почнат да си ги прават своите собствени избори во својот живот и да ги сносат последиците од нивните избори, од нивните собствени избори, односно вие да дозволите децата одлуките кои што ќе си ги донесат во својот живот да си ги решат и проблемите кои што ќе настанат од нивните одлуки кои што си ги прават. И тука Шефали ни дава еден пример со едно искуство нејзино од нејзината професија, кога кај неа пред неколку години дошло едно девојче заедно со нејзините родители, таа имала 20 години, се викала Мелиса и била запишана на факултетот за инженерство, но после втората година утврдила дека повеќе не сака да продолжи на тој факултет, туку сакала да се запише на училиште за кулинарство, затоа што сватила дека нејзината љубов било готвењето, неголема љубов, тоа најмногу сакала да го прави. И кога го слушнале ова родителите, тие веднаш скокнале и биле бесни и не сакале
значи се спротиставиле на одлуката која што направила Мелиса, која што ја донесла, и едноставно затоа што сметале спрема нив дека на тој начин таа нејзина одлука ја деградира неја како личност и дека ја деградира одлуката која што тие како родители ја донесле за нејзиниот живот, за нејзината професија во иднина и дека значи тоа не била нејзин потенцијал онака како што тие сметале спрема нивните очекувања. И со тоа не и дозволувале на Мелиса да може да се ги открија своите желби, своите допаѓања, своите недопаѓања и само сакале да ги микроменаџираат одлуките на нивната ќерка. Меѓутоа, после 6 месеци тоа на стрес од страна, откако ја кажала одлуката на родителите и се јавила се развило одредено нарушување во исхраната на девојчето и така тие дошле кај Мелиса, кај Шефали, се запознале со Шефали. Но Шефали овде објаснува дека поминало на вистина месеци, дури родителите неволно сакале да разберат, значи со голем број на објаснувања, голем број на терапии со нив, за да можат родителите конечно да разберат и да сватат дека тие се оние кои што повеќе не треба да се инволвираат во одлуките на нивната ќерка, дека таа која што треба сама да носи одлуки во својот живот и да ги доживее природните последици од одлуките кои што ќе ги носи. И дека сета контролата која што тие ја имале на нејзина возраст, таа крута контрола, требало одамна веќе да биде повлечена уште во нејзините адолесцентни години, на 13 и 14 година. Значи тие требале постепено тогаш да ја пуштат контролата од своето дете, а не на нејзина возраст се уште да сака да го микроменеџираат животот на своето дете. И Шефали објаснува дека тоа се случило дури после долго време, но имала таа чест да се запознае повторно, да се виде со Мелиса после неколку години и да разбере дека Мелиса веќе сега била една година, веќе откако успеала да се вработи како еден од најпознатите шефови во еден доста познат американски ресторан, каде што нејзината кариера веќе се движела на големо, со голем напредок и дека во она што го работела со огромна страст и со огромна радост. И тука Шефали објаснува на родителите дека ние како родители често знаеме да влеземе во една заблуда, да не сакаме да ги отпуштиме нашите деца, да сметаме дека треба да бидат се уште да носиме наместо нив, ние да ги носиме одлуките за нив, ние да ги доживуваме, тие децата да ги доживуваат последиците од нашите одлуки и при тоа не сме свесни колку се нездрави тие начини, значи колку е нездрава таа прекумерна вклученост во животите на нашите деца, особено во оваа модерна ера во која што живееме. Често пати знаеме да претераме во таа вештачка вклученост како родители во животот на нашите деца и тоа да одиме во големи крајности. Колку полуксузни стануваат нашите животи, значи толку ние да знаеме и да претераме со нашето вклучување во односот со децата. И таа вели ова особено не е здраво за децата. Кога тргнуваат децата на факултет, речиси спрема неа целосно треба таа крута контрола да биде напуштена од страна на родителите, значи пожелно е да им се дозволи на децата да ги прават тие своите собствени избори
и своите грешки без ние значи без ние да бараме да тие да ги прават нашите избори потоа откако ќе се слушат одредени последици кои што не ги посакуваме затоа што тие одлуки не се наши, нормално да бараме ние тогаш да ги спасуваме нашите деца и да ги ловиме нивните грешки. Затоа што кога дозволуваме децата да тргнат по своите природни последици, се активира природната мотивација кај децата. Природно се активира внатрешната мотивација кај децата, а не надворешниот притисок за да греши, па после тоа да бараме да ги спасуваме. Децата почнуваат сами тие да си градат самодисциплина, а не страв, да размислува детето, например, во насока како да избегнам сега кавгата со мајка ми, со таткот ми, наместо сакам да бидам подготвен за ова и ова кое што навистина ми значи. И свесното родителство, токму поради тоа и ги советува родителите, наместо ние да ги спасуваме децата, да предизвикаме кај децата да станат одговорни тие за своите планови, за своите одлуки, се повеќе и повеќе, и тоа да го прават без наша помош и без наша потреба од контрола. Свесното родителство во себе вклучува една свесност дека самиот живот представува еден многу добар и важен партнер со родителите, кога родителот едноставно ќе реши да го напушти своето родителско его. Затоа што животот на вистина е еден од најважните учители за нашите деца. Кога родителите ќе дозволат да се повлечат од децата и ќе му дозволат тие да си ги одживеат своите избори и своите проблеми кои што доаѓаат заедно со нивните избори. Например, таа дава пример, ако нашето дете, например, ни каже мамо или тато, јас сакам истовремено да одам и на кошарка и на фудбал, значи ние како родители нема тука да се поставиме, не доаѓа со зборовите, не доаѓа во предвид, премногу ти е тоа, одбери или едно или друго, туку што ќе му кажеме? Ќе му кажеме секако обиди се. И ако ти е премногу, ако ти се премногу двете, тогаш отфрли го едното. Или пак ако нашето дете особено е активно и сака да има еден стеснат распоред, исполнет распоред и ни каже дека навистина сака на две активности да оди, меѓутоа нашиот домашен буџет е навистина ограничен, тогаш ние на детето што ќе му кажеме? Ќе му кажеме, ако навистина ги сакаш двете, почни го едното, па после ќе видиме, ќе продолжиш и со другото, ако навистина сакаш. Значи, преку овој пристап можеме да ја видиме која е таа суптилна разлика која што постои помеѓу свесното родителство и помеѓу традиционалното родителствување. Зошто? Затоа што преку свесното родителство ние му дозволуваме на децата да можат тие да ја доживеат борбата на своите одлуки, но и фрустрациите кои што ќе ги доживеат, разочараноста кои што ќе ја доживеат, болките кои што ќе ги доживеат од своите собствени природни избори. И значи при тоа ние тука само ќе можеме да ги наблюдуваме и доколку му треба навистина нашата помош, да чекаме тие тоа нам да ни го побараат. Поспротивно, Шефали пишува во својата книга, значи да доживеат одредена болка, па што ако доживеат одредена болка? Нашите деца нема да се распаднат. Значи, ние ако им покажеме на нашите деца дека навистина им веруваме, кога тие ги прават нивните избори, тогаш ние што им кажуваме? Им кажуваме дека не треба тие да се плашат. И на тој начин, кога ја гледаат нашата доверба, стануваат навистина подготвени тие да се борат за она што го сакаат, како избор што го направиле во својот живот, и така на тој начин тие си ги
ја градат вистинската животна издржливост, отпорност, која што треба да ја постигнат по својот живот. Сега ние како родители тогаш, ако се разочарани, ако се случува да доживуваат болки, кој е тој родител што нема да го гледа своето дете со грижа и да каже, навистина, често пати ќе кажем, мене срце ме болеше, навистина кога гледавте како детето мое се справува со тоа нешто. Меѓутоа, тука е мудроста која што ние како родители треба да ја покажеме, да ги тргнеме својата контрола и да ги оставиме нашите деца тие да си ги одживеат своите природни одлуки, природни последици од своите одлуки кои што ги носат и на тој начин тие да станат вистински отпорни за она што самите го одлучуваат во својот живот и едноставно да им дозволиме со тоа на нашите деца да си го доживеат својот живот во било каков облик и во било каква форма. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.